Канал 5, Централни вести, добро вечер. На почеток преглед на насловите. Владата не гледа причина за кризна состојба за горивата. Премиерот уверува дека има доволно количини, а цените се најниски во регионот. Граѓаните во Македонија имаат најниска цена за дизел горивото, а слична е цената и со бензинот 95 октани и 98 октани. По вчерашните колони на бензинските станици денеска мирно. Владата и маркетите утре на средба за цените на производите. Инспекторите на терен за да се спречи нов бранд поскапувања. Ќе има инспекцијски надзори по маркетите, дистрибутерите и увозниците на храна. Судијата Ненад Савески предложен за нов државен јавен обвинител. Предлогот кој владата го упатува до собранието се темели на стручни оценки и мислења доставени од Советот на јавни обвинители. Идната недела треба да добие поддршка во законодавниот дом. Приведен 52 годишен професор од средно училиште во Скопје. Сексуално вознемирувал 18 годишна ученичка. Веднаш повикав полиција и го пријавив настанот во МВР. Николовски на средби во Светската банка. Најавени нови проекти за развој на општините, инфраструктурата и транспортот. Владата не гледа потреба од воведување кризна состојба за цените на горивата. Премиерот Мицкоски уверува дека земјава има доволно количини гориво, кое според него е со најниска цена во регионот. Состојбата ја следат и од Државниот пазарен инспекторат, од каде што велат дека не е констатирано криење на залихите. Повеќе од Сандра Спасовска. По вчерашните колони возила на бензинските пумпи, денеска ситуацијата е сосема поинаква. Не се забележливи поголеми гужви и хаос кои што можеа да се видат во текот на вчерашниот ден. По вчерашната одлука на Регулаторната комисија за енергетика, цената на дизелот од денеска е повисока за 14,5 динари, додека бензините поскапеа за 5 динари. И покрај ваквиот скок на цената на нафтените деривати, владата во моментов не гледа причина за прогласување на кризна состојба. Премиерот Христијан Мицковски уште еднаш денеска повтори: недостиг од нафта нема, инспекторите се постојано на терен и вршат контроли, нема простор за паника. Македонија и покрај вчерашниот скок од речиси 15% и натаму според Мицковски има најниски цени споредбено со земјите од регионот, а тоа вели прави дополнителен притисок во пограничните подрачја, каде граѓани од соседни земји доаѓаат да точат гориво. После нивелирањето на цената вчера од страна Регулаторна комисија за енергетика, дизел горивото литар 1,39 евроценти, да речеме во соседна Албанија 1,79 евроценти литар, односно околу 30% поскапо е. И логично е да имаме притисок во западниот дел од државата. Исто така во Србија е, да речеме, 1,73 евроценти. Во моментот, како што кажавме, граѓаните во Македонија имаат најниска цена за дизел горивото, а слична е цената и со бензинот 95 октани и 98 октани. Над 300 инспекцијски контроли биле спроведени изминативе неколку дена. Првиот човек на пазарен вели, иако е утврдено дека кај 30-тина во моментот на контрола имало недостаток на деривати, сепак уверува не станувало збор за криење на залихи на гориво. Има и неколку бензински каде што е продолжен инспекцијскиот надзор. Доколку има прекршување на законот, ќе имаат соодветни мерки согласно закон. Инаку, иако цените на светските берзи од синоќа одат во надолна линија, граѓаните во земјава дизелот ќе го плаќаат по цена од 85,5 динари за литар, а бензините 95 и 98 по цени од 79,5 динари за литар, односно 81,5 динари за литар, се до следниот понеделник. Ова се должи на одлуката на Регулаторната комисија за енергетика која минатата среда на 4 март го измени правилникот. Нова цена да се формира секој понеделник, истата да важи од полноќ кон вторник. Место до сегашното правило со вонредна одлука цените да се менуваат ако треба и секој ден. Од регулаторна уверуваат дека нивните анализи покажале дека враќањето на моделот еднаш неделно да се објавуваат цените ги штити граѓаните на начин што обезбедува ценовна известност со точно утврден ден.
А од опозицијската СДСМ обвинуваат дека владата профитира. Од партијата прашуваат зошто се поскапени цените на горивата кога има пад на светските берси. Зошто се поскапени цените кога има пад на светските берси? Со сегашното зголемување, граѓаните плаќаат над 3 милиони евра неделно повеќе. Се поставува прашањето кој има интерес од ова поскапување и каде завршуваат овие пари. Дали владата намерно ги зголеми цените, иако цената на барелот веќе падна вчера? Власта веднаш да ги намали цените на горивата и да ги прифати мерките на СДСМ за намалување на ДДВ на горивата од 18% на 5%, за намалување на акцизата за 4 денари и намалување на ДДВ-то за основните прехранбени производи. Премиерот Мицкоски предлозите на опозицијската СДСМ ги оцени како несериозни и од минато време. Во меѓувреме најави дека владата и маркетите утре ќе седнат на заедничка маса за цената на производите. Во заштита на стандардот на граѓаните ќе се вклучи и пазарниот инспекторат, од каде што најавуваат засилени контроли. Елизавета Дамјановска-Спасеновска. Владата и маркетите на иста маса ќе се спречили нов ценовен шок. Премиерот Христијан Мицкоски за утре најави средба со собствениците на големите ланци супермаркети во земјава, со цел да спречи нов бран поскапувања на основните производи. Вели се надева дека нема да има потреба владата да преземе офанзивни мерки. Мерки ќе бидат преземени во однос за стабилизација на цените на нафтените деривати и каков е вашиот став во однос на предлогот на СДСМ? Па, видете, јас намерно не случајно не ги прокоментирав, бидејќи станува збор за прилично несериозни, неточни, непрецизни предлози, бидејќи ако во еден момент ги слушате како создаваат хистерија за 600, 700, 800 евра минимална плата, а од друга страна велат да се избришат даноците, да нема данок на додадена вредност и така натаму, па не враќаат во едни други времења на соцболшевизам. Цените на производите во моментов се непроменети, велат граѓаните, кои денеска ги сретнавме непосредно по пазарењето. Не забележи. Не, што е. За сега не. Уште не сум приметил. Немам забележано. Немам. Немаше. Нема поскапување? Не забележав, не. Во заштита на стандардот на граѓаните ќе се вклучи и пазарниот инспекторат. Директорот на пазарниот инспекторат Владко Стојковски најавува засилени контроли кај трговците со цел да се спречи евентуално зголемување на цените на прехранбените производи. Уште од денес државниот пазарен инспекторат формира тим, изготвуваме оперативен план и ќе има инспекцијски надзори по маркетите, дистрибутерите и увозниците на храна, како и производителите на храна во Република Македонија, така да наредниот период ќе се посветиме стрикно на тоа. Се надевам на разум кај трговците, имајќи во предвид дека се соочуваме и општо и светот се соочува со светска економска криза и онака очекувам донекаде нивна општествена одговорност. Според последните податоци од Државниот завод за статистика, инфлацијата во февруари падна на 2,9%, а цените на прехранбените производи и пијалоци се зголемени за околу 3,5%. Но експертите стравуваат дека во случај кризата на Блискиот Исток да потрае, бројките може нагло да скокнат. Изјавата на американскиот председател Трамп за скорешен крај на војната со Иран преку ноќ ја спушти цената на нафтата на светските берзи. Во меѓувреме, Иран лансираше ракети врз цели во Израел, Катар и Емиратите, а израелската армија возврати со бомбардирање на Техеран и Јужен Либан. Развојот на ситуацијата на Блискиот Исток го следи Гоце Герасимовски. This was just an excursion into something that had to be done. We're getting very close to finishing that.
Ова е клучната изјава на американскиот председател Трамп, кој сугерираше скорешен крај на војната и преку ноќ ја намали цената на нафтата за $30. Откако вчера го достигна 4-годишниот максимум од 120, референтната цена на нафтата падна под $90 за барел. Веста експресно се одрази на вредноста на акциите на европските и азиските берзи, кои скокнаа и до 6%. Einen freundlichen, frühlingshaften Tag an der Börse. Das liegt daran, das ist positiv, weil Öl ist nach wie vor eines der besten und wichtigsten Schmiermittel für die Weltwirtschaft. Но долгорочно ценовните движења не може да се предвидат, паралелно со непредвидливите пораки на Трамп и пркосот на Иран, дека враќање назад нема. And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. Well, this is not our fault. This is not our plan. So they have made the whole region insecure. And this is why the tankers, the ships are scared, to pass through the Strait of Hormuz. We have not closed that strait. So I don't think, talking with Americans anymore would be, on our agenda anymore. Иран денеска ракетираше цели врз Израел, Катар и Емиратите. Еврејската држава возврати на 2 фронта со бомбардирање на Техеран и Јужен Либан. השאיפה שלנו להביא את העם האיראני לפרוק את עול העריצות, בסופו של דבר זה תלוי בו, אבל אין ספק שבפעולות שנעשו עד עכשיו אנחנו... Во блискоисточниот конфликт дипломатски се вклучува и Путин, кој во телефонски разговор со Трамп се понудил да посредува во намалувањето на тензиите. На европејците пак им порача дека е подготвен да ги снабдува со нафта и газ под одредени услови. Мы готовы работать и с европейцами, но нам нужны какие-то сигналы от них, что они готовы и тоже хотят работать и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность. Првиот човек на Европскиот совет Антонио Кошта оцени дека Русија досега е единствениот победник на Блискиот исток, зашто војната ги зголемила цените на енергенсите, а го одвлекла вниманието од Украина. Министерството за надворешни работи информира дека со денешниот лет од Дубај се евакуираат вкупно 150 патници, од кои 125 се македонски државјани. Оттаму велат дека во моментов во Обединетите Арапски Емирати остануваат околу 200 македонски државјани кои првично се пријавиле за евакуација, но според нивните изјави во овој момент не изразуваат подготвеност да ја реализираат. Авионот од Дубај се очекува да слета на меѓународниот аеродром Скопје околу 19 часот по локално време. Во однос пак на евакуацијата од Ријад, која е планирана за утре, имајќи предвид дека Македонија нема склучено договор за воздушен сообраќај со Саудиска Арабија, предвидено е авионот да слета на аеродромот во Приштина во 23 часот, пошто ќе биде организиран превоз за патниците до Скопје. Велат од МНР и напоменуваат дека трошоците за транспортот се покриени од владата преку Министерството за надворешни работи. Полицијата да може веднаш да го отстрани насилникот од домот. Дел од правните експерти бараат побрза реакција на институциите. Судијата Ненад Савески е предлогот за нов државен јавен обвинител. За одлуката информираше владината портпаролка Марија Митева, која соопшти дека одлуката е донесена врз основа на внимателна анализа и оценка. Неговиот избор треба да го потврди и законодавниот дом. Михајло Видимлиски. Судијата од Скопскиот кривичен суд Ненад Савески е владиниот предлог за нов републички јавен обвинител. Владата ја донесе одлуката на денешната седница по како што кажа аргументирана дискусија. А освен него кандидати за позицијата со позитивно мислење од Советот на јавните обвинители беа и обвинителките Анита Тополова Исајловска, Лидија Рејчевик и Ленче Ристовска. Сметаа дека Савески ќе придонесе за подобрување на состојбите во правосудството, бидејќи има репутација на правник со богато долгогодишно професионално искуство. Како
Како судија кривичар во оддел организиран криминал на Основниот кривичен суд Скопје, Ненад Савески е избран во 2016 година. Од 2009 година работел и како јавен обвинител во Скопското и Гостиварското обвинителство. Владата донесе одлука до собранието да поднесе предлог за избор на Ненад Савески за нов државен јавен обвинител. Предлогот кој владата го упатува до собранието се темели на стручни оценки и мислења доставени од Советот на јавни обвинители, како и на внимателна анализа на професионалниот интегритет, искуство и досегашни резултати на кандидатот. Во таа насока се оцени дека предложениот кандидат ги поседува потребните професионални и лични квалитети. Владата смета дека предложениот кандидат ќе придонесе кон зајакнување на институционалниот капацитет, унапредување на професионалните стандарди и зацврстување на довербата на јавноста. Сега на потек е собранието, каде треба да биде доставен предлогот, каде државниот обвинител се избира со 61 глас за. Денеска пак зелено светло од пратениците доби новиот закон за јавно обвинителство, кој доби поддршка од 75 пратеници и ниту еден против или воздржан. Министерот за правда Игор Филков го образложи предлогот. Од опозицијата вела дека имаат суштински забелешки и ќе поднесат амандмани. Предлог законот воведува поефикасен систем на оценување, при што редовното оценување ќе се врши на секој 3 години наместо досегашните 4. Се воведуваат прецизни критериуми за стручност, квалитет на одлуките, стручно усовршување и организаторски способности. Значајна новина и зајакнувањето на транспарентноста во постапката за избор на јавниот обвинител на Република Македонија. За жал, ние ќе имаме едно јавно обвинителство во кое оние кои се и малку посвели обвинители многу лесно можат да бидат дисциплинирани и да ги доведеме во ситуација да не носат одлука. Поготово кога тоа нема да се допаѓа на власта. Овака ако остане Законот за јавно обвинителство, најмалку е реформски, најмалку ќе донесе до независно, ја руши независноста на јавно обвинителската служба. Со новиот закон за јавно обвинителство се предвидува поефикасен систем за оценување на обвинителите и поголема транспарентност на постапката за избор на државен обвинител. Се воведува и појасна и поефикасна дисциплинска постапка, со рокови за постапување и механизми за спречување злоупотреби на дисциплинските постапки. Државното обвинителство самостојно ќе го утврдува и ќе располага со буџетот, кој ќе изнесува најмалку 0,4% од даночните приходи на државата. 52 годишен професор во Средното уметничко училиште Лазар Личеновски е приведен поради вознемирување 18 годишна ученичка од која барал да имаат сексуални односи. Од училиштето велат дека тие го пријавиле случајот, а професорот е суспендиран од работното место. Јорданчо Цветановски. 52 годишен професор во Средното уметничко училиште Лазар Личеновски во Скопје бил приведен од полицијата, откако бил пријавен дека во неколку наврати барал полови односи од 18 годишна средношколка. Информацијата за тоа ја соопшти од МВР, откаде велат дека вознемирувањето траело една недела, пошто добиле пријава за професорот. На 9 март 2026 во 17:30 часот полициски службеници од СВР Скопје лишија од слобода 52 годишен маж од Скопје, професор во средно училиште на подрачјето на општина Центар, постапувајќи по претходна пријава дека во периодот од 25.2 до 2.3.2026 вознемирувал 18 годишна ученичка и барал од неа да имаат полови односи. Велат од МВР. Директорот на училиштето Димитар Филиповски за Канал 5 не го криеше револтот од ваквиот настан и кажа дека тој лично го пријавил професорот. Вели дека го суспендирал од работното место и верува дека во иднина никогаш повеќе нема да се повторат вакви работи. Јас како директорот, како бев информиран од страна на ученичките, бидејќи кон една се најголемиот дел на такви неубави работи, значи меѓутоа има и неколку други. Веднаш повикав полиција и го пријавив настанот во МВР. Инспекторите дојдоа, си го превземаа, нели, тоа што треба да го сработат, а јас донесов одлука за суспендирање на 3 месеци со забрана за приближување во училиштето и формирање на дисциплинска комисија. Од полицијата додаваат дека по целосно расчистување и документирање на случајот ке следува соодветна пријава. Полицијата веднаш да го изолира насилникот при пријава за семејно насилство, а судот дури потоа да одлучува за понатамошните мерки.
предлагаат дел од експертите кои сметаат дека водилка за меѓуинституционалната работна група која ќе ги подготвува законските измени треба да биде Истанбулската конвенција. Дејан Трајковски. Колку побарго и со помалку процедури се отстрани насилникот од домот при пријава за семејно насилство, без разлика чија собственост е, толку поголеми се шансите да се спречи трагедија. Овој член од Истанбулската конвенција треба да биде темел на најавената меѓуинституционална работна група која ќе ги крои законските измени, смета универзитетската професорка Александра Дејановска-Трендафилова. Според нејзе, во тие ситуации важни се и секундите, па вакво властување вели треба да добие и полицијата, како што има во некои европски земји, па судот потоа да одлучи што понатаму додека насилникот е изолиран. Членот 52 се фокусира на итните мерки за заштита и предвидува итно постапување, односно можност за отстранување од домот на лицето кое врши насилство. Според сегашните одредби од законот, потребни се некогаш и неколку денови за ова да се случи или некаква мерка да биде изречена, а тоа некогаш е премногу доцна и резултира со губење на живот на жртвата. Обучени полициски службеници, кога ќе констатираат по пријава за семејно насилство на лице, место дека нешто се случува, да можат да го отстранат насилникот веднаш, а ваквата постапка да биде во краток рок испитана и верификувана од страна на суд. Бавноста на судот ја детектира и Дарко Аврамовски од коалицијата Сите за правично судење. Според него, најавите за 24/7 работа на судот е менталитетот по кој треба да се стремиме. Вели, станува збор за специфични случаи во кои мора да има соодветна проценка на ризик и воспоставување на мерки, но и по експресно нивно решавање, наместо да се одолговлекуваат и комплицираат. На тоа се надоврзува и ајде да кажеме слабата примена на привремените мерки за заштита, односно имаме исклучително мал број на поднесени предлози за привремени мерки до судовите. Причините зошто тоа се случува искрено не би можел сега да ги шпекулирам, но факт е дека треба да се истражат и треба убаво да се види зошто овој механизам не е толку ефикасен и искористен во пракса. Од другата страна, иако овие постапки се итни, повторно сме сведоци на одлагање и одолговлекување во контекст на ваквите мерки. Начело на работната група во која ќе бидат повеќе институции, меѓу кои МВР, представници на судовите, од Министерството за правда и невладиниот сектор, ќе биде Министерството за социјала. Со работа би требало да започнат кон почетокот на наредната недела, до кога треба да се дадат предлози за измени на законските прописи. Владата денеска донела одлука за одземање лиценци на уште 6 фирми кои што одгледуваат марихуана, истакна владината портпаролка Марија Митева одговарајќи на новинарско прашање. Митева посочи дека станува збор за законски пропусти при извршена проверка од страна на комисијата која што е надлежна да ги провери сите услови што треба да ги поседуваат. Со тоа бројот на фирмите што останаа без лиценца за производство на медицински канабис порасна на 12. Откако владата на 24 февруари им ги одзеде лиценците на 6 фирми по наоди за низа неправилности, од административни и инфраструктурни до технолошки и кадровски. Одземањето на лиценците во рамките на вонредните контроли што ги почна владата и ќе опфати вкупно 43 правни лица кои се занимаваат со одгледување канабис. Македонски Телеком воведува нов комуникацијски концепт за сите корисници. Од компанијата велат дека станува збор за концепт кој за прв пат се појавува на пазарот, без бариери во поврзувањето и како што додаваат со вредни дополнителни услуги, кои што ќе овозможат слобода и сигурност во секојдневната комуникација. Надам се да од данас имаќемо у Македонија еден портфолио кој е сигурно у рангу, ако не испред многи портфолија која се можда trenutno prisutna u Evropi i to je jedan benefit da Telekom kao inovator na tržištu uvijek pokušava da bude korak ispred kako tržišta u Makedoniji, tako bogom i mnogo razvijenih tržišта od naših. Ги обединивме технологијата, искуствата и поволностите во една целина. Обезбедуваме телекомуникацијски услуги, како што кажа Горан, кои што се неограничени, но тука не застануваме. Нашата цел
е да креираме и вредност кој што доаѓа во секојдневниот живот на корисниците и затоа Magenta Moments ја вградуваме директно во портфолиото. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски во Соединетите држави оствари средба со регионалниот директор за инфраструктура во Светската банка Чарлс Кормие. На средбата, како што информира од неговиот кабинет, се разговарало за зголемување на партнерството меѓу Македонија и Светската банка во поддршка на развојни проекти во државата. Николовски инаку е еден од главните говорници на глобалниот настан во Вашингтон во организација на Светската банка, каде што се говори за развојот на инфраструктурата и транспортот и неговото влијание за економски развој. Некаде околу 286 километри локални улици се прават со поддршка на Светска банка. И исто така ја подобруваме состојбата во царината преку новиот проект каде што во еден систем ќе се интегрираат некаде 8 институции и ќе значи побрз проток на стока и на луѓе, односно доколку документите се во ред нема да има застанување на граница за товарниот сообраќај, што многу значи особено во едни вакви предизвикувачки услови. Тука секако и реконструкцијата на двата гранични премини, граничниот премин Ќафасан кој што не спојува со Албанија и граничниот премин Девебајри кој што не спојува со Бугарија, а во следниот период ќе работиме на интелигентни транспортни системи. Development partners, the private sector, trying to find solutions to bring sustainable and inclusive transport to the world. The transport sector is, of course, a very important sector for growth and jobs. Македонија останува доверлив партнер на Европската Унија, но очекуваме предвидливост и реципроцитет, порача шефот на дипломатијата Муцунски на Балканскиот форум во Будимпешта. Неговиот унгарски колега Петер Сијарто пак оцени дека интеграцијата на земјите од регионот е од клучно значење за Брисел. Афродита Рамос. Македонија не е жртва ниту добротворен случај, но за жал е експерт во губење на идентитетот на патот кон рамноправно европско членство. И покрај тоа, населението останува цврсто проевропски определено, но сега неопходно ни е ЕУ да биде кристално јасна. Ова се дел од пораките кои министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски ги сподели на Балканскиот форум во Будимпешта. We do not want to join a European Union that is asking us to give up our national identity. Whenever we are asked to make a further national concession, we ask the question why and what is next. And I think here, what the EU needs is a much higher level of clarity. Sadly, I don't even know if we're in the waiting room or outside of the waiting room waiting to come into the waiting room. Муцунски потенцираше дека Македонија е доверлив партнер на Унијата, но и дека очекуваме реципроцитет, а не изненадувања од типот на новите правила за влез и излез од Шенген зоната и европските тарифи за челичната индустрија, кои не ставија во иста група со Русија и Северна Кореја, кои, како што подлече Муцунски, ја загрозуваат македонската економија. Унгарскиот колега на Муцунски пак со многу пожесток настап. ЕУ целосно го загуби здравиот разум и сега е повеќе во наш интерес Западен Балкан да се вклучи во Унијата. European Union has entirely lost common sense. The policies of the European Union are super over ideologized, and as an outcome of this phenomenon, European Union has lost its significance. Now European Union needs some freshness, some dynamism, some energy, which would bring back some strength to the European Union. And I think that kind of strength, that kind of dynamism, that kind of freshness can only come from the Western Balkans. A very bad joke that some think that Ukraine joining the European Union would be better to the European Union than the Western Balkans. За возможни компромиси за идентитетските прашања, без јасност и предвидливост од ЕУ, не може да има напредок. Образложи Муцунски и додаде дека, како што кажа, по долгата резистентност на европските двојни стандарди, македонското население, иако се залага за ЕУ членство, е се повеќе песимистично дека Унијата ќе ни дозволи влез во блиска иднина.
Во меморијалниот и музејски комплекс Треблинка во Полска, председателката Гордана Силјановска Давкова присуствуваше на комеморацијата на Холокаустот на македонските евреи. Таа оддаде почит кон жртвите и положи венец пред спомен обележието посветено на 7144 македонски евреи депортирани во логорот на смртта Треблинка во 1943 година. Како што соопшти председателскиот кабинет, Силјановска порачала дека не треба да се дозволи историски ревизионизам и фалсификување на вистината за Холокаустот на македонските евреи. Укажувајќи дека државна и човечка должност е да се биде во Треблинка во пресрет на утрешниот ден на сеќавање на Холокаустот на македонските евреи. Оценила дека за нас трагедијата е поголема и поболна, бидејќи антисемитизмот никогаш не бил македонска одлика, соопштија од нејзиниот кабинет. Само вистина во продолжение на Канал 5. Пријатна вечер.